Колку и да изгледа неверојатно, велешанецот Петар Анастасов преживеал вистинска голгота. Раскажува како поради тешка болест, артеријата во десната нога започнала да му се запушува, па поради тоа морало итно да се направи операција. Во Велешката болница немало услови, поради што бил препратен на торакална хирургија во клиничкиот центар во Скопје. После 20-дневно чекање, конечно стигнал на ред за операција. Докторка од доделението му кажала дека протеза немаат на клиниката, па затоа мора сам да си купи од приватна аптека. Отидов и ја купив протезата, 500 евра ја платив, одма утредента го оперираше. Кога се сретнав со докторката, истото ми го кажа, дека операцијата била многу тешка, дека она се изморила премногу. Ги рефундираше парите, ни дадоа само 20% ние плативме за протезата, другите пари ги плати фондот. Ни рефундираа 20%, само ние си доплативме за протезата, што ја купивме. Но веднаш по операцијата започнале да го мачат неподносливи болки. Се појавиле модри дамки на 2 места од ногата. На Петар кој кажувале дека фатил гангрена. Докторката пак при секој преглед го уверувала дека е во ред, а дека болките ги чувствува, бидејќи неговиот организам е слаб, па не може да ја прифати протезата во него. Пета на недела ми ги извади конците докторката и рече, добре, после тоа не викам, дома си дојдовме, викам, ништо не бива. На ногата 2 гангрени, кој знаел дека се гангрени и доле петата, кај глузот ми беше модра и микот кој ќе заврши ова, сето, ти земиш да ставаш во бања со морска сол. Кога стаевме првиот ден, вториот ден, а нога се васпали, ше толку. Почна да оттекои ногата, отече гото голем. Тој морал да подлежи и на втора операција, овој пат извршена во приватна клиника. Веднаш му било подобро, а лекарите кои го оперирале заедно со сопругата ги викнале на разговор. Ме повика на разговор и ми каже дека протезата не е вградена. Ми рече, докторката не знам што работела, меѓутоа протезата не ја вградила. Протеза нема вградена, ја ви гарантирам дека нема. И јас се зачудив тогаш како може. Значи животот му зависеше од таа протеза. Ова го шокирало Петар кој вели дека се уште не може да свати како може оној кој требало да му го спаси животот свесно да му го загрози. Доктор, не би требало вакво нешто да се случи, оно да се направи грешка може, а оваа грешка не е направена, ова е смислена грешка, бидејќи протезата е земена, купена, дадена, не ставена. Уште таа докторка сега да работи на клиника и уште тие да ги прави проблеми со народот. Семејството Анастасови случајот веќе го пријавило во полиција и со сите докази и сведочења поминал ка истражен судија и обвинителството поднесе пријава, а првото рочиште е закажано за во мај годинава. За ова Анастасови се обратили ке министерот за здравство Никола Тодоров, од кого очекуваат да ја разреши докторката, бидејќи стравуваат дека она што им се случило ним може да се повтори.